This is Social Network Radio Podcast. the Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Денешната епизода ќе ја снимаме тука, во нашето студио, кај што најчесто ја монтираме емисијата, не кај што е најчесто, кај што секогаш ја монтираме секоја нова епизода, не поради тоа што времето е како што беше во минатата, се врати пролетта на островот, туку од едноставни причини. За денеска имам неколку информации кои што морам и да ги проверувам на интернет, а сакам и да искомуницирам со амбасадата во Рим, поради тоа што ближи времето кога тие луѓе таму ќе дојдат кај нас, овде, во Малта, да им помогнат на сите македонци кои што сакаат да ги обноват своите патни исправи, а без да се враќаат во Македонија. Имено, ближи тој период и има уште малку простор за да се пријавите, ако не сте се пријавиле, а во меѓувреме добив и неколку прашања инбокс како е да се регистрира, односно да се извади пасош овде на новороденче, македонче, кое што е родено во Малта, без да се патува кон Македонија. Јас таа прилика ја немав пред 5 години, ние фамилиарно мораше да одиме да заминеме во Македонија за да му извадиме на детето пасош, но сега постои и таква можност. Бидете со нас во денешна епизода, ќе ги слушнете сите тие работи, некои има овие информации и една рубрика воведуваме од оваа година за прв пат што ќе биде стандардна. Што е тоа? Не ви кажувам, гледате до крај. Значи тоа е... Аха, добро.
Меѓу 15 и 20. Да, во ред. Одлично, да, ќе го напоменам и тоа. Супер. Ајде, секој е добро, бидете ми поздравени, чувајте се, па се гледаме на островот. Поздрав. Што туку го направив муабетот со луѓето од амбасадата во Рим, неофицијално, значи, се уште не се знае точниот датум, но нивното доаѓање за повторно вадење на нови документи, патни исправи, пасоши, на тие што им се истечени, македонци, на островот, а да не мора да одат во Македонија, ќе биде меѓу 15 и 20 февруари. Значи, во тој период се уште не е потврдено, но тука некаде ќе бидат тие 5 дена, 4 дена од прилика, меѓу 15 и 20 февруари, кога луѓето од амбасадата во Рим со оние од Министерството на дворешни работи и Министерството на внатрешни работи со опремата, знаете како беше искуството во изминатите неколку пати, ќе пристигнат овдека на островот и ќе може вие да ги поднесете вашите документи, да ве сликаат и после да ви го издадат новиот пасош без да одите во Македонија. Но морам да напоменам, бидејќи тоа им го ветив на луѓето, дека пријавувањето, ако се уште не сте се пријавиле, ќе трае најдоцна до 4, односно 5 февруари. Знаете, бидејќи тоа е затворен систем, не е отворен систем да кога сакате можете да се пријавите, туку тие што ќе се пријават заклучно до овој датум, меѓу 4 и 5 февруари, ќе влезат во листата, ќе влезат во оној систем на администрацијата на Македонија и подоцна со цела таа апаратура ќе дојдат овдека, ќе си бидете на листа, ќе ве сликаат, после неколку недели ќе ви го издадат патниот документ. Значи, уште еднаш да напоменам, ако не сте се пријавиле, имате рок меѓу 4 и 5 февруари заклучно да се пријавите на она адреса која што ја гледате сега овдека и вие позната. Внимавајте на последните наставки, не да пишувате МТ или така натаму, па да не стига мейлот и да се прашувате зошто не ми одговарат. Мейлот мора да биде со завршена наставка МК. Значи го гледате и да чекате известување кога ќе бидат пристигнати луѓето тука за да дојде вашиот ред за сликање. Кои се потребни документи? Тоа е веќе стандардно за сите. Се пријавувате со име и презиме, онака како што се запишани во пасош, датумот на раѓање, матричен број, сликнете ги првите 2 слики од страницата на пасошот и испратете го на мејлот како барање за обнова на патните документи. Сега, имав и неколку прашања за новороденчиња. Македонците, бебињата, кои што се раѓаат овдека на островот, дека исто така можат да извадат патна исправа без да одат во Македонија. Значи, без да се набави оној патен лист што е задолжителен за да се извадат првите патни документи на бебето. Како? Бидете тука.
Success. 4, 3, 2, 1. Start. Значи, ако имате новороденче, кое што туку е родено, сакате да му извадите пасош, за да може да патува слободно, а не сакате да заминете во Македонија да го извадите тој пасош документ од таму директно, има веќе можност сето тоа да го направите и овде во Малта. Имено, како што напоменав, меѓу 15 и 20 ќе дојдат луѓето со апаратурата и ќе биде тука сликањето. Но претходно за новороденчињата има една процедура. Таа е следната. Прво, мора да извадите малтешки извод од книгата на родените. Тој е малку специфичен, не е како македонскиот, не е како другите земји што имаат интернационален, туку малтешкиот го заверувате со апостил и мора да биде во оригинал. Тој документ подоцна ќе ви биде потребен за да извадите македонски извод од матичната книга на родените. Не мора да одите вие во Македонија. Туку, во Малта, ќе си најдете адвокатска канцеларија, каде што ќе издадете полномошно на некој ваш роднина во Македонија, ваш близок, или некој, било кој што ќе го назначите дека го полномоштувате да извади извод и да направи упис во матичната книга на родените во Македонија, тоа и тоа лице, и сето тоа го праќате во оригинал, не копија, не сликање по телефон, во оригинал, можете преку DHL или било како, во Македонија, тоа лице со изводот и со полномошното вади извод од матична книга на родените во Македонија за вашето новороденче, се впишува, добива матичен број. Ега од кога ќе го добиете изводот, тој извод веќе можете и копија да испратите на амбасадата во Рим, на истата адреса кај што се пријавуваат и возрастните за обнова на патните исправи, само ќе напишете за новороденчето потребна е прва патна исправа. Значи со сето тоа, од кога ќе добие новороденчето македонски извод, значи тоа мора многу добро да внимавате, македонски извод, да има македонски матичен број, дури тогаш ќе го пријавите и луѓето кога ќе дојдат од амбасадата во Рим, со целата апаратура, тука ќе реализираат истата таа постапка, ќе го сликаат новороденчето и новороденчето ќе си добие македонски пасош тука во Малта, без вие да треба да заминете во Македонија. Тоа е едно. Сега, ако пак имате желба со новороденчето да одите во Македонија и вие лично таму да му извадите македонски пасош, тогаш процедурата е иста потполно со изводот од матична книга на родените од Малта, што ќе го добиете, мора да има апостил, сето тоа во оригинал да го имате со вас, одите во Македонија и таму ја правите истата процедура. Значи, кога ќе вадите полномошно, тоа да не заборавиме, кога ќе вадите полномошно, на полномошното мора да се подпишани двајцата родители и подоцна секако дека ќе треба да има и превод на македонски јазик, зашто тука ќе биде направен полномошно на англиски. Ќе треба да биде превод на македонски и изводот од матичната книга на родените, малтешкиот извод со апостил, исто така ќе треба да биде преводен, ама тоа ќе го направите нормално во Македонија. Не заборавајте за тие работи. Ако сакате вие да заминете, тогаш ќе се јавите на истата адреса во амбасадата во Рим и ќе побарате. Ме интересира што треба се за да му се извади патен лист. Кога ќе го испратите тоа, тие ќе ви пратат назад упатство. Треба тоа, две слики, да испратите телефон и така натаму, и ќе ви пратат од амбасадата патен лист. Тој патен лист се првите две страници од пасошот, не е пасош, туку е патен лист, изгледа како пасош, само се две хартиени страници и со него може да патувате само од точка А до точка Б, од Малта до Македонија и да влезете таму да си извадите пасош. Значи ги имате двете опции. Вие кажав првата опција, што треба да направите ако новороденчето сака да му извадите пасош, а да не патувате во Македонија, и втората опција, што треба да направите ако сакате да извадите патен лист
и вие со новороденчето да заминете во Македонија да му извадите пасош. Тоа е тоа. До 4 и 5 февруари имате можност за сето ова пријавување, претходно да ја реализирате постапката за првата варијанта во Македонија со апостилот тука и полномошното од малтешки адвокат, дека некого овластувате во Македонија да ви го впише новороденчето во матичната книга на родените и да ви извади матичен број и извод. И втората варијанта која што ја кажав претходно. До 5 февруари заклучно пријавете се и подоцна меѓу 15 и 20 чекајте ги луѓето од амбасадата од Рим и они од Македонија кои што ќе дојдат заеднички и ќе го реализираат овој цел процес. Јас да земам здив. Мислам дека ова убаво ви го објаснив, ама многу е важно. Бидејќи на социјалните мрежи ќе слушнете вака, онака, ова, она, апсолутно точно е ова што ви го презентирав сега. Ако не разбравте, од прва, мислам дека убаво го срочив и убаво го пренесов, уште еднаш пуштате си ја гледате емисијата, земете си ливче и пенкалце пред вас, запишете си чекор по чекор и реализирајте си ја вашата акција. И имате можност и да си отпатувате, имате можност и тука да си чекате, како и да одберете, така нека биде. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language.
Денешна епизода нормално дека беше посветена повеќе на оваа документација, на оваа администрација која што е неопходна, посебно ние кога живееме на островот овдека, и ќе кажем на Карпава, а имаме потреба од неколку административни работи кои што се директно поврзани со администрацијата во Македонија. Затоа мислам дека убаво е и оваа епизода нека стои секогаш во една маргина, дека кога и да имате потреба од оваа документација, ќе си кликнете, ќе си видите, ќе прочитате и сето тоа ќе го реализирате онака како што ви го презентирав. Останете уште малце тука, следува Аут-ин, што беше најлошото и најдоброто во изминативе 7 дена, а веднаш после Аут-ин ќе се вратам за една најава и одјава. Имено, најава за нешто ново, што ќе го стартуваме од оваа епизода секогаш понатаму и ќе одјавиме емисијата. Денеска ќе стартувам и со една нова рубрика, секој пат ќе завршуваме епизодата, секоја нова епизода со малку спорт. Имено си стартува повторно после новогодишните празници и фудбалските надпревари, се отвори стадионите за гледачите, нормално сертификатот е задолжителен и тоа со 3 вакцини, значи без бустер не може да влезете на трибини. Тоа стана задолжително во Малта, како и претходните протоколи кои што ги ви напоменав. Над 12 годишни луѓе не може да влезат ако не се вакцинирани на островот. Веќе бустер е задолжителен на сите спортски надпревари за публика, замислете. За фудбалерите не е задолжителен. Но нема сега да навлегувам на тоа, многу пати сум зборувал за тоа, малку е чудно некој дел од протоколите како функционираат. Јас секој пат ќе бидам на страна на науката, јас сум бустеризиран бидејќи морам да работам со бустер, нема шанси другачие да биде тоа. Но секој пат ќе стојам и на страната на оние кои сакаат да изберат да не се вакцинираат. На крајот од краиштата треба да живееме секогаш во едно цивилизирано општество секаде на планетата, каде што изборот е неприкосновен на секој од нас. Јас сум малку повозрасен, имам диабет, имам некои други проблеми кои што мене и да не ми ја стават задолжителна бустерот, јас ќе си се вакцинирам, немам проблем со тоа. Но зошто мојата сопруга, зошто моите деца да бидат принудени да се вакцинират ако немаат потреба? Имено, но тоа ќе го оставам секој од вас да го одлучи онака како што сака. Јас стојам на страната на науката во секој случај. Рубриката која што ќе стартувам сега е за да ви помогнам и да ви отворам една можност како да си ги поминете викенд деновите со спорт. Имено, се враќа фудбалот, може да гледате убави фудбалски надпревари, малтешкиот фудбал се подготвува нормално за да се крене на едно ниво повеќе, па може би Малта да ја гледаме со некој, да кажам, ајде, за едно или за 2 европски првенства следни, да ја гледаме како учесник на тие. А на крајот на годината ќе го имаме и светското првенство многу чудно, во многу чуден термин на крајот на годината, па нека биде и тоа едно спортско загревање како наш прилог во овој спортски дел од секоја нова епизода. Останете уште минута 2 да ги погледнете најатрактивните мечеви кои што ви ги препорачуваме, што ќе се случува на Карпава во следните 2-3 дена. А бидете ми во добро здравје, чувајте се и размислувајте. Летото ближи, полека ќе се отворат и авионите кон Скопје, директна линија Малта-Скопје и ве чекам на забава и дружење.
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.